црвена линија, што значи подготвени сме да ве вклучиме и особено да ве поканиме на денешната дискусија, но за тоа е доволно само да го завртите телефонскиот број 023070005. А зашто ќе говориме денес? Арбитражниот суд во Париз повторно донесе одлука во корист на Hellenic Energy заради неисполнување на договорот за ОКТА подпишан од Љупчо Ѓоргиевски во 1998 година. Сега треба да се платат нови 25,6 милиони евра. Дела има многу, виновник ниту еден. Кој е неспособен во државата? Државната комисија, МВР, јавното обвинителство или сите заедно. А сега кога ќе ве подсетам, не заборавајте да не следите на Facebook профилот Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија, и таму е објавена денешната тема, што значи на социјалните медиуми слободно лајкнувајте, шернувајте и коментирајте. Но оно што е најважно, заследете на Инстаграм и бидете дел и активни од анкетните прашања кои секојдневно ги поставуваме. За денес, доколку кликнете на Инстаграм стори, ќе ви излезе следново. Имаме прашање, има ли крај на договорите за кои ќе плаќаме казни по 25 и 30 години? Треба да одговорите со да или не. Резултатите за оние кои што можеби редовно не следат Црвена линија, ќе подсетиме дека се веднаш по рекламите. А Црвена линија, првиот кој што ќе се вклучи, подсетувам на 023070005, ќе го прашаме дали треба американскиот тим за санкции да се врати веднаш во земјава. Како и да е, денес ќе подсетам, зборуваме за пресудата, арбитражниот суд во Париз, кој што донесе одлука Македонија во корист на Hellenic Energy, некогаш Hellenic Petroleum, да исплати неверојатни 25,6 милиони евра. Го имаме и првиот гледач во Црвена линија. Добро вечер или добар ден, се уште подобро. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас и до телевизија Телма. Голем поздрав и до вас. Денешната тема што ја поставивте, јас ја очекував, предвидејќи таа тема е многу драстична, не од сега, од 98 година, каде што се уште ние знаеме дека тој договор е штетен за Македонија, со тоа што 500.000 тони мазут годишно ти да внесуваш во Република Македонија, то искрено да ви кажам немаше кај да ги употребиме. Затоа тука господата тогаш што беа ВМРО ДПМ на чело со Љупчо Ѓоргиевски направија не да штетен, прештетен договор. Дури ОКТА ја продадаа за €1, за $1, ако се жалат. Ова е срамота што се работи кај вакви големи функционери кои носат штета на Република Македонија. Ја затоа ќе ги замолам сите функционери во Република Северна Македонија, кога подпишуваат договори, барем 2 пати да го прочитаат договорот. Дали е штетен или е корисен за граѓаните на Република Македонија, а не само да подпишуваме за да плаќаме сега на Hellenic Energy, тоа Hellenic Petroleum, да му платиме 25.000 милиони и нешто пари. Тоа се пари пак наши на граѓаните од буџетот на Република Северна Македонија. Ви благодарам многу. Благодарам многу за јавувањето, иако еве остана време, сакавме да ве прашаме дали според вас има крај на договорите за кои ќе плаќаме пенали и казни по 25 и 30 години. Можеби одговорот ќе го добиеме и од следниот гледач, доколку го имаме. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, вие сте во Црвена линија. А најмногу виновни се граѓаните кога гласат, што не гледат за кого гласат. Па Љупчо Ѓоргиевски беше во лудница, се лечеше од педофилија. Да не е навредливи зборови, ве молам, златно правило во Црвена линија. Добро може. Сакам да кажам дека требе народот кога бира некој требе да гледа кој го бира за кого гласа. Значи се кај нас такви што не знаат за народот да мислат, туку само си мислат за нивните джепови. Според вас дали треба американскиот тим за санкции да се врати назад? Треба да се вратат и треба сите политичари до сега што уништија Македонија и македонскиот народ да ги стават во затвор, нов Голи оток да отворат и таму да бидат доживотно. За друг политичар кога ќе дојде треба да мисле со главата,
што подпишува, какви договори и што праве за народот, дали е тоа во корист или е во штета. Сега кој ќе ги плати тие милиони? Па ни. Кој ќе ги плати ние милиони евра за струјата што не плаќале државните институции? Па ни. Значи се народот плаќа, тоа они што прават штетата политичарите, ние плаќаме. А зошто ни? За тоа што сме многу мирни и им веруваме нив и треба да има предвремени избори и тие неспособните, секој што се кандидира за политичар треба правен на психијатар со лекарско да изваде да дали е подобен за да биде политичар, а не секој кој е болен сака политичар да биде. Фала, многу пријатно. Благодарам многу што се вклучивте во денешната дискусија. Значи, ќе подсетам, зборуваме за одлуката на арбитражниот суд кој што пресуди во интерес на Hellenic Energy. Со тоа Македонија сега е во ситуација каде што треба да плати казна, односно да плати 25,6 милиони евра. Што ќе ни каже следниот гледач? Да слушнеме во следните 90 секунди. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Да, вие сте во црвена линија, повелете. Видите, уште не набројате дека овде требаше и Министерството за образование и наука. Сите кадри што доаѓаат од фелата на науката и образованието се килави. Треба прво школовани луѓе да дојдат кои добро ќе познават, а не партиски војници кои коваќе од тури таму, па не видов, па не знаев и останало. Сите се криви овие и сите треба да завршат зад решетки. Дали има закон да се поведе кривична постапка против овие од Уставен суд, од Управен суд, од тие судови што овие грешки ги прават? Него големи пари се во игра и село дека не се донесе законот за потекло на имот, ќе нема правда во Македонија. Дали се разбира, не мисля? Да, дали според вас американскиот тим за санкции треба да се врати назад? Абе, тоа е американскиот тим, тоа е кучињата лајат карвана си оди. Гледате какви све правници факултет завршиле, а полагаат тамо испит за суди и за ова, за она. Тоа е све ровот, тоа е све гнило. Треба да се здрави луѓе на здраво место, треба да... Ајде, бидете поздравени. Благодарам многу, бидете поздравени вие си како продолжете да ја следите црвена линија, бидејќи ќе вклучиме и нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија, повелете. Прво да ви кажем, како што разбрав, темата е за овие 30 милиони долари што се пресудени против нас, така? Евра, да, 25,6 милиони евра, кои што Македонија е должна сега да ги исплати на Hellenic Energy. А ние генерално збориме еве за вакви штетни договори за кои што државата плаќа пенали. Пишува тука виновник ниту еден, има виновник. Тоа е апсолутно СДСМ. За овие пари, сега што ги даваме, како? Продолжете, ве слушаме. За овие пари сега што ги даваме, исклучивен виновник е СДСМ. Значи СДСМ сега не остави без 25, како што викате, 26 милиони долари или евра што беа. Тоа... Знаете зашто го зборувам тоа? Тоа го зборувам дека сите тие што го подпишаат договорот, тогаш на времето пред 20-30 години, сега се членови на СДСМ. Тоа се Лјупчо Георгиевски, тоа е Љубе Бошковски, тоа е Балковски. Значи тие најодговорните лица што преговараа, што го подпишува, сега се членови на СДСМ. Според вас треба ли американскиот тим за санкции да се врати веднаш назад? Не треба, имаме ние способни луѓе, ќе се тргнат овие Оливер Спасовски министри за внатрешни работи што не знаат да работат против криминал, против корупција, ќе дојдат други луѓе. Така, благодарам што ги искористивте своите 90 секунди, сега кои вие продолжете да не следите. Инаку, ќе подсетам дека на Facebook сме како црвена линија, тој е профилот кој што треба да кликнете заследи и секако профилот на телевизија Телма, каде што ги објавуваме нашите теми. Кога сме веќе кај коментарите, има доста коментари, ќе прочитам еден. Кочо Веселиновски напиша: македонски политичари, се што фативте уништивте, со други зборови се поплячкавте, го соголивте народот, ајде сега дај одговор и
еден тоа се пари. Најверојатно се развива дискусија помеѓу следбениците, но како и да е, јас ве охрабрувам, особено и на Инстаграм, да не заследите и да учествувате во денешната анкета, која што ве прашува има ли крај на договорите за кои што ќе плаќаме казни по 20 па дури и 30 години. Доволно да кликнете на опција да или не, зависно тоа како размислувате. Одиме со нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, вие сте во црвена линија. Темата беше нешто тука, кој е крив, како? Темата која Темата е главно има ли крај најнапред на вакви договори за кои што Македонија ќе плаќа пенали и дали треба? Дефинитивно тука нема, уопште ќе си плаќаме казни, али виновници овдека ги има еден куп. И МВР, и ДКС-та, и да не набројуваме, сите ги знаеме. Значи, овдека нема еден виновник во државата. Тука се сите виновници, буквално да кажам, што се на некоја функција. Затоа што на ниедна функција не функционира ништо како што треба. Бари од мое искуство и од мое гледање. Секој си има свое мислење, искуство и гледање. Не знам, немам време да кажем каде све што сум отишла да чекаш умреница 3 месеци. Молим те, не сакам ни да помислам да не зборам за други работи. Значи, ништо не функционира. Па ја не можам да сватам зашто ги бираме, зашто се овдека МВР. Па молим те, МВР не може ништо да овако да реши. Видите што е. Ова ДКС, па тоа само функционира, само да зима пари. Ние немаме ингеренции, кога ќе дојде, немаме само ингеренции. Па зашто постои таа комисија? Не ми е јасно. Според вас американскиот тим за санкции треба ли веднаш да се врати назад? Па треба да ви кажам, кај нас мислам само да дојде од Будимпешта обвинителката, таа што е во Будимпешта, па да оправи. Ја мислам дека само она ако дојде и тука дека... Благодарам многу. Ако некој од вас се чувствуваат недоречени, секогаш ги охрабруваме додека трае црвена линија, слободно завртете го повторно телефонскиот број 023070005, а време траењето е 90 секунди, кои што ќе му припаднат на нов гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој е добро, црвена линија. Ви благодарам, ви ме поздравам. Вака. Секогаш опозиционерите ја напаѓаат позицијата. Кога политичарот не е на власт, односно седи како опозиција, сите продаваме магла. Меѓутоа, тие магли се 32 години во Република Македонија, не се сегашни. Еве и сега овие камати, овие пари што требате, овие тужби од Грција, соседна Грција што не тужи, се за време на владењето на ДПМН. Меѓутоа, јас не го оправдувам и не застанувам дека виновен е ДПМН, виновни се сите, институциите, најповеќе граѓаните. Затоа што ние немаме институции кои што може да го спречат овој криминал и овие работи, подхитно ги повикувам американците да се вратат со дуплити, не со еден. Затоа што кажа јавниот обвинител дека има 14.800 кривични пријави кои не се процесуирани и треба тие да застарат ли? Пак ли граѓанинот ќе плачеме ние пари од даноци, од джебови, од се? Значи, виновници имаме еден куп и американскиот тим треба да се врати веднаш. Треба да се врати веднаш со уште еден тим, Два тима, добро, во ред. Благодарам секако, ако сакате можете повторно да се вклучите во црвена линија. Мало подсетување, спорот го обнови Хеленик Петролеум во 2019 година поради престанок на користење на штетната клаузула за увоз на мазут од Грција. Во 1998 година владата на Љупчо Ѓоргиевски и ВМРО ДПМН ја продаде укта на Хеленик Петролеум со обврска во наредните 20 години Македонија да увезува по 500.000 тони мазут годишно, а интересно е дека и количината беше преголема за државата од еколошки причини, опаѓаше користењето на мазут. Поради непочитување на одредбата, Хеленик ја тужеше Македонија и доби 25,6 милиони евра. Многу повеќе за овој случај, ова ве се разбира на telma.com.mk. Сега е време и за нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до вас. Голем поздрав до вас. Па јас сакам да кажам.
до кога се плаќа народ казни? Тоа е за народни пари. Не се различи ѓуѓи. Оште има фирми по Бугарија, оште има се. До кога тек почнува? А и овица, тоа е окта, а и овица. Не е чудено за неја. И тако ќе падат. Треба ли да се врати веднаш американскиот тим? Молим? Треба ли веднаш да се врати американскиот тим за санкции? Треба веднаш. Веднаш да се врати ова банда Арципкич. Ова банда. Треба Лука Ѓурѓевски да одговара за 10 име. Ама не само он, тука и Црвенковски. И да, а да не ги запорот. Тоа се многу пари на Македонија. Многу пари. Ето бе, али, да кажем дека ова не треба. Ова е банана треба. Луѓето пашат, дали? Они, да, ќе пачаме на грчите. Сега, каси. Сабота, тоа. Пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Одиме понатаму, предност имате вие и еве исто така ќе ве прашаме кој е неспособен според вас во државата и до кога државата всушност ќе плаќа вакви пенали и финансиски казни, кои што во моментот еве имаме долг кон Hellenic Energy од 25,6 милиони евра. Да видиме како размислува следниот гледач. Добро вечер. Ало? Добро вечер, Црвена линија. Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот, да зборуваме преку слушалка. Еби си. Интересно е дека еве траеме повеќе време и како и секоја иминатата сезона, така и во овој момент ќе морам да потсетам, значи не заборавајте доколку ве вклучат од режија, задолжително намалете го тонот на ТВ приемникот и да зборуваме преку слушалка. Во друг случај, ако не го сторите тоа, ќе има фонија, повторување и ќе мислите дека можеби некој друг зборува во ваше име. Но, ајде да видиме дали ќе имаме среќа со следниот гледач. Добро вечер. Ало? Добро вечер, Црвена линија. Добро вечер. Па ние Македонија само казни плаќаме, ништо друго. Само казни плаќаме. Казни пред колку време плати министерот за здравство од барите на пациентите. 8 милиона и кусур за тоа што него е почнал клиничкио. На ММФ, на Светска банка колку плаќа, дали беше на нели. Кај нас само има пари за да се краде и да шом се украде и после се луѓето разболат и ги стават во домашен притвор. А за друго пари нема, за народот нема пари, а сето што се работи у име на граѓаните, у име на народот, тој е како машат поскоро што може да украдат, а народот да поверува. Веќе народот не верува на ништо и доста го правија народот, слушам го премиерот нек на хистеричен бил народот, затоа анкетата не била како што треба. Кој е хистеричен? Че знае они што ги чека веќе. Амбасадорката американска дојде прво кај Ахмети да испита што е ситуацијата. Што Ахмети премиер ли или Ковачевски премиер? И се врати назад. Треба ли да се врати веднаш американскиот тим за санкции? Не само, треба се живо да се затвори и да се тргне од ово чудо. Нека најдат пари сега, нека платат они, а не народот да плаќа. Пријатно. Благодарам, пријатно и секако продолжете да не гледате и понатаму. Ете, слушате како размислуваат граѓаните, оние кои што се вклучуваат активно во ова издание на Црвена линија. Ќе потсетам, кликнете и заследете не на Инстаграм. Активно учествувате во денешната анкета. Прашањето има ли крај на договорите за кои што ќе плаќаме казни дури по 20 и 30 години. Сега плаќаме, треба веќе да платиме нова казна и тоа од 25,6 милиони евра. Да видиме што ќе каже следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро од Црвена линија. Прашањето ви е темата на место. Кој треба да плати? И па комитета, војводата усари, Лука Ѓурѓевски го потпишал, така ли? Да. Бранко Црвенковски потпишал некој друг. Бомбона бизнис потпишал некој трет. И тој што потпишал и тие што потпишувале
и од СДС и од ВМРО, отлично тие да си го платат тој долг. Затоа што тие луѓе не се најдени на улица, викнати, неухи, не знаеле тие што ќе се случи, ако Хеленик Петролеум не може, тоа е огромна количина на мазут, да прифатиме ние, тој знае. Меѓутоа, си остава интересот на прво место, а тој господин што вели дека тие биле сега СДСМ криви, од Кирилчо тие прешле после во СДСМ. Не, господине, немој да браниш никого. Тие се, едноставно, тогаш е бил Ливчо Георгиевски, подписот е на него како премиер, тој од джеп, а тој има пари да плати не 25 и 35, 350 има да плати. Ама ние сме си како народ ограничени, можам да кажам, во некои сваќања. Се јадеме меѓусебно, еве самиот рейтинг, ќе го спомнам и тоа покажа, колку размислуваме трезено. Значи на господинот Груевски, што замина, како замина, натоварен, сега го бараме да не спасува. Ке подсетам, времето е 90 секунди, но тоа не значи дека нема најнапред да ви се заблагодариме што се вклучивте во Црвена линија и да ве подсетиме дека додека траеме можете повторно да го завртите нашиот број и секако да се доискажете во наредни 90 секунди. Одиме со нов гледач, добро вечер. Добро вечер, ве слушам одлично, ќе ве молам вратете го прашањето ако може. Имаме повеќе прашања, ќе почнеме прво со ова прашање. Според вас има ли крај на договорите за кои плаќаме казни по 25 па дури 30 години? Па не знам да одговорам, да ви кажам право, и да и не. Ама сакам на прашањето да зборувам. Ајде, повелете. Ама не го гледам прашањето, знам дека имаше имаме прашање дали треба американскиот тим да се врати. Не, така, Црвена линија тоа мислите, бидејќи има и многу дела, немаме виновници. За санкции да се врати назад. Мислам дека не треба. Зошто? Ало? Ве слушаме, продолжете. Мислам дека не треба да се врати, затоа што тие ги имаат сите податоци, го имаат патот на парите, само дојдоа да проверат и да ни укажат дека треба да работиме согласно законите, односно оној кој се огрешил од законот, оној кој направил престап треба да одговара. Сега тука и Државната комисија, и МВР, и беше и трет спомнат во вашето прашање, тие не треба на прво место да ставаат политика. Дали се работи за позиција или опозиција, не треба уопште да се дискутира. Се работи за престап. Кој го направил престапот да одговара. Меѓутоа, мислам дека спомна и, ако не се лажам, председателот во денешното обраќање кажа дека треба презумпција на невиност да има. Да, тоа е многу важно прашање. Значи, однапред да не се некој прогласува за виновен. Значи, сум за тоа, еве јавното обвинителство. Судиите, а треба да си работат работата, без разлика на тоа од која партија биле. Благодарам многу за јавувањето. Продолжете и понатаму и вие да не гледате. Одиме со нов гледач, доколку имаме на линија. Добро вечер. Ете, јас се слушам од местото каде што се емитува Црвена линија. Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот. Добро, намалење телевизорот. Намалење. Одлично, повелете. Вака ќе кажам нешто за казната за Хеленик Петролеум. Ве слушаме. Колку што ми е познато на мене и на македонската јавност, во тоа време договорот со Хеленик Петролеум е склучен во 4 очи. Во 4 очи е склучен, значи, договорот без никаков тендер, без ништо. И сега, ако има казна за тоа што не се извршени, не се спроведените услови од договорот, треба да го платат тогашниот премиер, тој што го потпишал договорот, да не се оптеретува Македонија и македонските граѓани со тоа. За американците што дојдоа тука,
тие дојдова, го кажаа своето и се вратија. Сматрам дека не треба повеќе да доаѓат. Тие што требаше да им кажат на нашите, им кажаа. А ја предпоставувам дека им кажаа дека не треба да има играчки со законот и сите тие што го прекршиле законот на било кој начин треба да се откријат и да сносат одговорности. Само така може правилно и право да функционира правната држава. Во спротивност ќе заглавувам уште повеќе, ќе тонеме во кал. Цениме тоа што се вклучивте во црвена линија, ќе потсетам за следниот гледач, внимавајте на тајмерот. Добро вечер. Секој добро и вам, и вие сте во црвена линија. Се надевам дека, пошто разговарам на слепо, не го контролирам телевизорот, се надам дека темата ви е околу пресудата за Хеленик Петролеум. Така. Видете вака сега, ако таа пресуда во 2002 година не е почитуван договорот што го подпишеле покрај Љупче Георгиевски и Никола Груевски како тогашен министер во таа влада, тогаш треба да се плаша Христијан Мицкоски како советник во владата на Никола Груевски од 2009 година па до 2016 година, зошто таа влада не го почитувала договорот кој завршил во 2019 година. Значи, директно лидерот на опозицијата, кој беше советник за енергетика во владата на Никола Груевски, треба да каже што и зошто владата на Никола Груевски 12 години не го почитувала договорот со Хеленик Петролеум, затоа што тужбата, да не се лажеме, на Хеленик Петролеум не е од 2019 година, туку таа е многу порано. Прво беше на Лондонскиот суд, па после тоа наводно се спогодива за делумно обештетување, за да во 2019 година таа повторно биде активирана. Треба ли да се врати американскиот тим за санкции според вас? Па не, видите, за да се врати американскиот тим за санкции треба ние да го суспендираме целото наше судство и обвинителство прво. Па после да ги виктеме странците. Бадијава луѓето ќе се враќаат кога проблемот лежи кај нас. Ние немаме суди и обвинители кои имаат, да извините, низрез петлја. Истече времето од 90 секунди, повторно јавете се секако додека трае црвена линија. Имаме и 5 активни линии, така да брзо ќе не добиете и можете да се доискажете. Одиме понатаму, нов гледач во црвена линија. Добро вечер. Добра вечер, Македонија. Според вас, Еве, дали треба американскиот тим за санкции да се врати нас? Мислам, тој тим си беше и овдека во Македонија. Бејли беше како окупатор. Тој одеше во СЈ, одеше по судови, тој одлучуваше да се линчуваат македонци кои сакаа Македонија, кои бранеа Македонија, кои градеа фабрики од ВМРО. Тој беше, што и да се врати, пак ќе тера исто. Македонци в затвор, а предавници на власт. Исто ќе види. А еве сега донесена е пресуда од арбитражниот суд во Париз и ова е нешто што трае години наназад и сега Македонија треба да плати. Значи, ОКТА беше ограбена пред 98 година, кога СДС ја ограбија не само ОКТА, цело македонско стопанство. Ја прогласија за загубар, старо железо. И ВМРО како нова власт, 98 на крајот, 99 на почеток беше обврзана. Од СДС подпише договор со ММФ да ОКТА да мора да се продај до 99 година, до јуни месец. И замисли, идиш како партија нова власт, 99 6 месеци си власт и си обврзан ка ММФ, ОКТА да ја продаиш. А ОКТА е старо железо, загубар. 200-300 милиони беа ограбени од ОКТА. И сепак ВМРО тогаш 150 милиони марки, шопета му долари, го продаде. То старо железо ОКТА ја продаде. Проблемот е кој ја ограбуваше ОКТА пред 98 година. Не само ОКТА. Тоа е далеко во минатото, а во сегашноста Македонија се соочува со долг кој што мора да го плати. Тоа е 25,6 милиони евра. А ние сме во година во која што царува криза, енергетска криза и така натаму. Тоа е она за што говориме и според вас, еве и ве прашуваме дали воопшто ќе дојде крај на вакви договори за кои што плаќаме пенали и казни, тоа по 20 години, 30 години. Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот. Се исклучи гледачот. Ајде одиме со уште еден гледач. Добро вечер. Ало. Добро вечер. Ве слушаме. Добро вечер. Вака се.
Ја мислам дека кривецот се знае кој е. Премиерот поранешен Лјупчев Георгиевски. Стишете го телевизорот веднага. Советникот на Повторуваме и веруваме дека повторувањето е мајка на знаењето. Се надевам дека следниот гледач што ќе го вклучиме веднаш и ќе го намали тонот на телевизорот. Добро вечер. Сега ќе плашта народот некој што он направил таа мафијска работа? Ве слушаме, во црвена линија сте, продолжете. И сега народот ли мора да плаче тоа? Така, Македонија треба да исплати 25,6 милиони евра. Да, за некој што украдне милиони. И така? Според вас треба ли да се врати американскиот тим за санкции? Не, поред нас треба да дојде од Кореја. Северна Кореја треба да дојдат луѓе па да биде Македонија добра. Не од Америка. Продолжете. Така, од Северна Кореја не треба повеќе, треба 4 човека. 4 човека ќе средат работата. И после треба и телевизиите, доста и овие телевизии само пумпаа народот. Не е веќе глуп народот веќе се разбира. Доста го пумпаа. Според вас кој е неспособен во државата, Иве? Нема никој способен, само ти кажах, може од Северна Кореја да оправат таа држава, од друго место не може никој да оправи. Добро, имате уште време? Така, пошто тоа се мафија. Тоа не е народ. Добро. Благодарам многу. Еве интересни видувања од гледачите. Ние ќе потсетиме дека црвена линија што се однесува до нас, ние не пумпаме, ние постојано ве прашуваме. Има разлика кога никој ве пумпа и кога ве прашува. Па затоа сега следниот гледач го прашуваме дали има крај на договорите за кои што плаќаме казни по 25 и 30 години. Добро вечер. Добар ден, добро вечер. Има ли крај според вас или ќе има воопшто крај? Па би требало да има крај. Меѓутоа, за да има крај, прво треба да се направи ресет во државата од Уставниот врховен, овие кривични судови, па се до најниските, да се направи еден реизбор, ресет, парламентот да се намали од тие 120 души само што јадат и ништо не работат таму, да се намали на 60 или 90 колку треба парламентарци да има, и треба да се почне више со лична одговорност. Тој што се потпишал, тој треба да одговара. Па после да ги видам што ќе прават. Макар што за овој лик што збориме, тој што го потпишал, на фатиране, па, вика 700 милиони имал. Така се збори. Треба ли да се врати американскиот тим за санкции? Еве еден гледаш рече, дури треба и од Северна Кореја да се донесе тим. Никако, затоа што американците си ги гледаат нивните интереси, си ги штитат и нажалост во Македонија играме како што ни свири калето 30 години, а поготово 2001 година со Охридскиот договор што ни го наместија, не уништија како држава, и док функционира тој Охридски договор, Македонија не може да стане држава. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Одиме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Ја предлагам за од Кина да дојдат обвинители и судии и тамошниот закон да го спроведат тука. Исто како во Кина што го спроведуваат законот за тие криминалци така што прават некои штетни договори, што плячкат, и законот истиот да биде и тука во Македонија да го спроведат, па тоги ќе нема криминалци, ќе се ослободиме од нив. Зошто договор во некоја продавница не направе за леп секоја ден по 100 леба да биде обврзан да зима од продавница. Ако не земе, казна да го следуе. А му треба 1 леп. Па зошто не толку мазот кога не ни треба нас толкава количина? Значи, еве се докажа дека не ни треба алко. Сега треба лично тој да одговара и со него тие што били учесници таму, таа делегација што го потпишувале тие договор,
треба сите да бидат во затвор, ама во кинески затвор, во такви услови. Дали ќе биде таа смртна казна или доживотна казна, тамошниот закон, а не американскиот, и тие се подплатени, подкупливите, ќе му даат пари, ајде ништо не било, дојдеа еве ки Ахмети си направија моабет, се насмеа, на телевизија ги гледаме, па се вратија за Америка. Зошто не останаа тука ако дошле за криминалците, бившите и сегашните да ги гонат вие политичари што правеле криминали. Туку тие се подкупливи исто. Само Кина да дојде и кинескиот закон тоа да почне да функционира и тоа ги ќе спаси од криминалци и нема ник да има вичи криминалци и од СДСМ и од било која друга партија. Благодарам многу и вам за јавувањето. Добро вечер. Здраво, Телма. Здраво, црвена линија. До кога ќе барат кривци од нас од Западот? Од Запад се подразбира све демократски светче. До кога? Свестете се, ама колку пати сум кажу. После нормалната приватизација, уништено све. Зошто? Прво го уништија судот, не е нормален. Судот е по нарачка од тие финансиски генети што извршија и политиката, партиите. Значи нема нормален суд. Дори има случаи кога некој изврши некое убиство. Да речеме во сообраќајот, сообраќај. Не сакал, ама возел пребрзо, возел дефектно како во Велес множеството. И сега ќе го влечат. Да речеме никој не реагира, во судот ќе влечат, ќе пуштат некој трети, четврти лица, да му дадат назаѓа дека може малку да одговара. Ќе чекат. Еве во ситуација кај што имаме договори кои што се подпишани, еве стигаат казни кои што се нема страф од казнивост. Нема страф од казнивост. Секој треба да има страф, функционери. Треба ли да се врати американскиот тим? Да. Не, јас апелирам, јас сега се спремам во американската амбасада да одам. Имам барање, ќе имам нормално, ќе барам подршка од сите. Благодарам многу вам за јавувањето во црвена линија. Еве се развива интересна дискусија, голем број на гледачи се вклучија, така да можете и да се надоврзете, можеби имате слични видувања или можеби сосем различни. Ќе то знаеме како размислува следниот гледач, бидејќи ќе го вклучиме. Добро вечер. Добро вечер. Црвена линија, повелете. Свака част анкетата ви е многу добро. Има ли крај на договорот? На ваквите договори, нели, за кои што плаќаме пенали по 20 години? Па дака, ние још ќе си плаќаме пенали како што си иде, али договори тешка работа, тешко да напредува со тие договори. После кој да дојде договори секогаш ќе уклучува. Ќе прави договори, ќе плаќаме си пенали, така. А ова што американците дојдоа и си заминаат. Они можат и утре пак да си дојдат. Има една стара изрека, гарва на гарва око не вади. Според вас треба ли да се вратат што поскоро назад? Ма и да се вратат, они одма треба да се вратат, ама што би направиле? Што би постигнале? Добро, каде гледате еве Чаре за нас? Некои имаме многу дела, виновници не. Па дела има и многу виновници, не, па што треба? Еден добро гледач кажа пред тој Северна Кореја, ма не и Северна Кореја не може ке нас да направи. Џабе, све е тоа отишло више секу бездна. Нема лек. Нема лек, види се више што е, како е. Ти уништено земјоделие, уништено фабрики, уништена Окта, што се вика пред 20-30 години, уништено цело Телеком, уништено Ева, најветига се уништено и сакаме. Па нема, па Америка ќе не спасила, па ни Европа, ни Америка не може да не спаси, додека не се освестиме самите себе. Така, благодарам многу и вам за јавувањето. Одиме нов гледач, добро вечер. Дали се слушаме, добро вечер. Добро, сега е време малку да земеме сите заедно здив, реклами, а потоа резултати. Подсетуваме дека завршија рекламите, но затоа сега е време да ги прочитаме резултатите од Instagram Story анкетата. Тука
оние кои што не следат и оние кои што може би денес се приклучија кон нашето Инстаграм семејство, дадо одговори на прашањето има ли крај на договорите за кои ќе плаќаме казни по 25 и 30 години. Со да одговорија 17%, со не 83%. Продолжете да не следите на социјалните медиуми, секако останете со програмата на Телма телевизија, а ние во утрешното петочно издание ќе ве ставиме пред нов предизвик, нова тема и нова дискусија. Бидете ми добро и останете ми во добро здравје. Довидување.